Политикати.мк, добре дојдовте со мене Сашо Рановски. Поздрав и од мене Боријан Јовановски. Боријан, кај да влегуваме во лето, за едно 2-3 недели ќе заврши есенва, дождовиве и онака за еден викенд на 40 степени ќе преидеме. И ја одам на преспа. Ти одиш во Струга, Па овде на преспанскиот форум. Преспа вија Струга. На преспа форум во Струга. Со кого сега еш таму? Мислам дека Утре го снимам Абазовиќ. Абазовиќ го снимаш, добро. Курти гледам прифатил да дојде. Па имаше доста тршне да ќе дојде, нема да дојде, затоа што малку непријатна ситуацијата во која се наоѓа, сериозно му спремаат санкции. Не знам дали го пропрати целото тоа, целата таа фрка, но европски фондови, кинење, замрзнување на процес на визна либерализација итд., така што... Ти знаеш дека има малку поинаков став од оваа општава западна, би рекол дури хистерија према Курти. Тој не е човек едноставен, тој произведува проблеми, но не сум сигурен дали ова што сега се случува таму е баш онака заслужено од Курти, бидејќи ова играње дека се жинувам за лапсусот, дека Вучич ќе го реши проблемот, мислам дека е едно занесување од западна страна, затоа што не гледам дека Вучич е способен и дека сака да испорача тоа што може би се договара да го прави, а овој другиот седнат у Приштина не знае што да прави, се разбира, прави глупости и така натаму, меѓутоа ова сега некако многу ескалираше со санкции, казни, едно, друго, трето, не ми е јасно. Курти е еден обичен популист и тука не согласуваме и изгледа имаме двајцата се популисти, двајцата се популисти. Ама немаме време за таа дебата да отвориме, некој запамти го ова, бидејќи убаво е кога имаме различни мислења. Ајде, вака ќе направиме. Види како ќе помине Курти утре. Ова последниот пат ќе го разговара. Може. Одлично, супер. Баш и ќе има развој. Може не ме го пуштат на граница, од кај знаеш. Но ние денеска имаме наш специјален гостин. Верам специјален бидејќи прв пат во Политиканти.мк ни гостува жена. Дама. Дама и просто е срамота што до сега види секогаш еве и ти правиш се уште се разбира си активен на телевизискиот тетар. Јас исто така негде со децени, со години тоа го правиме. Потешко се наоѓаат жени, не сме уште стигнале да представиме која е, но потешко се наоѓаат жени соговорнички, дури и кога има една мрза, ми се чини, кај, па може и повеќето водители се мажи, па затоа има еден таков пристап во медиумскиот етер, но реално потешко се наоѓаат соговорнички отколку соговорници. Не, тоа е една инерција која, на медиумите, инаку моето искуство во разговори со дами или како ги викаат на понежниот пол. Морам да ти кажам дека и тука, и во Македонија, и во Европски парламент, колку што ги имам стимано, стално ми било, не знам, ми било поинспиративно. Тоа денеска ќе се случи и во Политиканти.мк, бидејќи со нас е професор доктор Венера Карлију, меѓу другото собственик на Американскиот универзитет, Американскиот коледж универзитет во Скопје, кој е веќе прилично етаблиран, своја ми се чини веќе ближи 20 на години, 2005 се основа 18 Венера, веќе 5 години средно училиште и тоа е едно од најбараните, гледам, јас да декларирам студиран интерес и јас предавам на Американскиот универзитет, убаво е на почеток да се каже, гледам големи гужви околу упишувањата за средното училиште, а знам дека Венера има амбиции за основно училиште отворање, ама тоа ќе го разговараме денеска. Венера, добре дојде. Добре дојде, Венера. Добро вечер, здраво Боријан, здраво Сашо. Прво прашање, може јас прво? Да. Прво едно вака согледување, размислување, дури може и вака наинтимно, приватно, како е да се биде жена со амбиција, да се постигне успех како што имаш постигнато во едни вакви констелации малку, како ги наречам, на кратко откачени во Македонија? Па прво морам да признам дека сум голем феминист и ова прашање како се снаоѓаш односно тоа дека си жена многу ме иритира ради тоа што пред се не сум порасната под некои услови или некоја домашна култура каде што се одвојувале машкиот или женскиот род. На мои 40 години се уште ке мене дома не се прават разлики помеѓу тоа што може машко, што може или што не сме едно девојче, што не сме едно момче. Така да никогаш не сум се ни замарала со тоа што мисли општеството или одредени луѓе
зашто сум ја жена и како ја све постигам. Едноставно воопшто не гледам разлика помеѓу мене и тебе и тоа ја што можам или тоа што ти можеш. Не, прашањето е, Но, сепак живееме во едно исклучително конзервативно општество, каде што во кое врие од предрасуди, Па, затоа сум имала многу искуства. Тоа ме интересира. Сум имала ситуации каде што сум седела со мажи на маса и едноставно не сакале да разговараат со мене, се додека немало машка фигура присутна. И состанокот завршувал тука на лице место без разлика на важноста на тој состанок, затоа што едноставно не почитувам такво мислење, затоа што е 21 век и моите вредности, така и ги растам моите две ќерки, дека пред се треба се почитува човек себе си, па потоа сите останати во собата. Тешко е, да, многу често се соочувам со тоа дека млада си, како успеваш, од каде сила, од каде енергија, меѓутоа оптимист сум многу често за многу работи во животот. Енергијата си ја наоѓам во работи што мене ме прават среќна. Имам една филозофија во животот дека се ќе биде во ред, дека мора да си наоѓаме позитивни работи во све што ни се случува, дека све се случува со причина и дека доколку постои љубов за све што правиме, дека е многу едноставно. Имаш ли печаток дека тие предрасуди се разнишуваат? За жал не. Тоа е... За жал не. Понекогаш си велам како е возможно дека толку многу се работи, толку многу се зборува и толку многу теми има и толку многу различни работи ни се случуваат. Меѓутоа, нашето општество, за жал, уште не е во некое подобрување, да кажам. Идеме, да, не се уназадуваме, меѓутоа се уште слушам теми на база на национализам, што е уште по-лошо се што случува во нашите 19 век. Да, со нашите основни училишта, не зборам само за државните, зборам и за приватните училишта. Кога зборувам за образование, зборувам општо за целиот образовен систем, не ги одвојувам приватни и државни. Слушам дека гледам дека имаме лоши учебници, наставниот кадар за жал е слаб, не пишуваме, не објавуваме книги, немаме навика да читаме. Така да, за жал, да, се соочуваме со некои препреки, но не се откажувам и знам дека ќе ги надминеме. И покрај тоа си оптимист. Да, и тука допираме до темата која мислам дека и ја и ти Сашо неколку пати сме констатирале тоа дека образованието и здравството се клучните теми и мислам образованието, културата, здравството, тоа се Венера, добро, не спомнав дека си ти меѓу другото бирана и за еден од најуспешните бизнисмени на, како се ката, по 40 години. Ти си голем хуманитарец, знам за некои работи, ама ти си жена која не говори за тие работи, бидејќи мислам дека кога даваш, треба да даваш од срце, а не заради некаква публичност и јавност. Кога помагаш, треба помагаш за сам себе си, не за... Да, борете да бидеш пример за останатите, тоа го правиме ние преку предавања, преку проекти. Нормално се инволвираат сите студенти, сите вработени, меѓутоа дека ќе го рекламира моето име во основа на тоа дека сум ја лично направила донации, а се да многу чести, не ми менува ништо. Дали знаеш Сашо дека сум донирал или Сашо дали не знае, едноставно ми е се едно, затоа што помошта кога што е потребна е секогаш добродојдена. Сепак си одлучила пред речи си 2 децении да работиш приватен бизнис во една многу компликувана сфера, бидејќи ова што Боријан вели, здравството, образованието се сфери кои што кога приватно ги работиш, мораш да соработуваш со државата на едно поинакво ниво, многу поинтензивно, многу пошироко, отколку да имаш извозна фирма за капачиња, например, и така. Сепак, државата ќе те пречека на граници или во УЈП, ама ова е еден кост. Какви ти се искуствата? Бидејќи сега, мислам, одлежано е тоа, веќе ти имаш сменето веројатно 10 министри за образование, може и повеќе. Сите влади што може да бидат. Сите политики промени и така, што ти е резимето? Прво малку те коригирам, мојата идеја за вложување во образование во оваа држава не ја гледам како бизнис. Да, имаме доста вработени, но ние живееме и исплаќаме плати, имаме вработени само од школарини на студенти и на ученици. Далеку од тоа дека е ова некој бизнис, затоа што се виде со оние, за жал, институции кои го започна ова како бизнис во Македонија, се виде до каде стигна. Пола од нив не постојат, пола од нив се затворени, пола од нив се под хипотеки, така да се додека, и ова сум го кажала на многу луѓе и ностоп го повторувам, се додека човек образованието го работи како бизнис за заработка, тоа ќе биде многу кратка приказна. Нити со плаќањето од студентите со школарината, ја лично купувам нешто за мене,
Сите сме се на некоја плата, менаџерски договори, далеку од тоа дека нели ни фали нешто. Ова го правам искрено и вработените, затоа што ова не е моја лична работа, ова не е успех на Венера, ова е успех на сите оние кои работат и на универзитетот и на средното училиште. Се ненормално пријатни луѓе за работа, ти ги знаеш 90% од нив и гледаш колку многу се вложуваме сите. Тоа се над 100 луѓе Над 100 луѓе, така да имаме мисија и визија која што сакаме и да смениме и мисијата и визијата затоа што си ги постигаме целите, што е одлично за нас. Работиме на една организацијска култура и се ја негуваме таа, мислам, се обидуваме да се останеме да негуваме таа организацијска култура. Предизвиците се преголеми. За она што го кажа со министрите, тоа е една од најголемите пречки, да кажам, за функционирање, поради тоа што таа флуктација на министри, за секои 2 години нов министар, е невозможно да издржиш доколку, па би рекла, не имаш некоја одредена цел која сакаш да постигнеш. На секои 2 години у најдобар случај. Да. И не понекогаш, знаете како, понекогаш не е до министерот. Тој министер зависи од вработени во министерства. Тие вработени во министерства зависат од други фактори, услови за работа, плата и така натаму. Меѓутоа, контрадикторноста што ја има помеѓу Биро за развој, Министерство за образование, Одбор за евалуација и акредитација, Државен просветен инспекторат. Имаме случаи каде што го поставувам едното исто прашање на 4 институции и ја добивам 4 различни одговори. И тука не можам да сватам зошто не се седне. Добро, Венера, а зошто тогаш има 20 и нешто универзитети во Македонија? Многу добро прашање. Тоа го поставувам ја многу често и на Ако е се министрите, и овака на што сите. го разговараме, така е. Што е тогаш мотивот на сите овие луѓе кои што се влезени во таа дејност? Па, не знам, некако можеби е интересно за некој е бизнис, но ке кажам, за оние што почнува да го работат како бизнис. Се воздржува, Борен, се Да, се воздржува да воздржува. одговара. Гледам дека се воздржува. Океј, рече дека него почнува како бизнис. Може ли малку околу мотивацијата, инспирацијата, кога ти дојде идејата, сега влегувам Многу едноставна. во оваа авантура, да речем. Инаку Венера е само да дополниме професор по organizational behavior. Тоа значи баш ова што го разговараме. Мотивацијата е многу едноставна. Прво, Специјалност. кога завршив основно, единствена опција за нормални студии на англиски јазик беше едно прво приватно училиште кое почна во Македонија и ние бевме експериментални глувчиња. А второто е, кога завршив средно, немав каде да се запишам на факултет освен УКИМ. И не сакав да студирам на УКИМ и не сакав да студирам на македонски. Сакав да студирам на странски јазик. И се запишав јас во Женева во Швајцарија, таму ги завршив моите студии и сватив дека кога швајцарците можат това да го направат, можам и ја како Венера од Скопје. Па да, не тоа тоа ми се допаѓа, не стварно, ама не И со мислам, многу сепак е тешка работа, тешка тоа е, е цел систем тешка е. се го Знаете поставува, тоа не е капачињава са што се викаат сега ќе или фирма трговска. Повторно ќе кажам, трудена многу голема добра екипа и професори, 18 години работа На чело со Маријан Бојаджиев, да го спомнеме, Да, бидејќи Маријан е исто дефинитивно. така е Чувени Маја. двигателите. Наша генерација воко тоа е. Нема Така веќе да, такви. програмите што ги нудиме се секогаш размислувани работи. Не е тоа каде најмногу. Вака ми викаат, зашто немаш PR програма? Супер, ќе направиме PR програма. Кој ќе предава? Веднаш тоа прашувам. Зашто немаш медицина? Ај, супер, ќе имаме медицина. Кого ќе ангажираме? Такви работи. Секогаш сме се фокусирале на тоа да најдеме соодветен кадар, соодветна литература, за да може тоа што го предаваме да биде квалитетно. Зошто почнавме со средното школо пред 5 години? Ради тоа што, гледајки каква структура на ученици средношколци се запишуваат на универзитетов, свативме дека е многу убаво да си отвориме наша гимназија, каде што ќе ги нема оние аномалии при упис, повеќе искуството што си го имаме, затоа што секоја година запишуваме по 400 студенти на универзитетот. Од тие 400 точно се гледа што фали. И затоа рековме во нашата гимназија све ќе направиме за да ги нема оние недостатоци кога ќе завршат средно училиште, мора ние во гимназијата 3-та и 4-та година учениците посетуваат настава на секој факултет. Одат на предавање од политички науки до архитектура, до правен, компјутерска техника, психологија и тука малце добиваат искуство и впечаток што они понатака би сакале да студираат. За жал, во другите училишта имаме деца кои се 18 годишни, ја деца ги викам тоа, возрастни деца, кои што не знаат што да студираат. Тука голем, мислам, недозволиво е на 18 годишен лик
да не му било до сега понудена опција или да не било тестирано По истата логика е оваа, знам дека имаш идеи за отворање основно училиште. Да, дефинитивно. Тоа е истата Има логика многу да голема се потреба. заокружи За жал, целата таа, да кажам, од цел- скалгото на образование до највисокото. за жал, од цел образовен систем, основните училишта ни се најслаби во моментов во Македонија. За жал. Од наставен кадар до, повторно ќе кажам, книги, услови по школите, мислам, да не го гледаме само Скопје. И Ние сега имаме кога ќе правите презентација- вие основно училиште, Добра, ама има во наоѓаш ли тоа, кадар? има во тоа логика и децата да се земат од основно училиште до диплома факултетска. Па има, затоа што мора да доаѓаат поквалитетни генерации. А во однос на кадарот регрутираме, значи буквално најдобрите ги зимаме од постоечки институции и градиме наш кадар. Да не забравиме дека ние сме универзитетот нуди додипломски студии, постдипломски студии, докторски студии. Тука веќе имаме Кога изведен сме кадар. веќе кај кадарот, не можеме да не го спомнеме елефантот in the room, што викаат. Па повеќе елефанти имаме. Да, сегашниот премиер, сегашниот председател се разбира во мирување професори на Американскиот универзитет. Предпоставам дека дека сте изложени на разни напади, подсмевања, политички, предпоставувам игри и така натаму заради тој факт. Ти велиш градиме кадар. Го градите во Имаме една магична фотелја ние на работа, кој седне на таа добива функција, така дека. Таа ли е? Владина Да, функција. Нема утре ред да Не, чекате сериозно, какви се, мислам, искуствата и тоа, мислам, дигаат ли телефон кој им звониш, например? Вака, и господинот Ковачевски, и господинот Пендаровски се пред се драги пријатели, соработници повеќе од 10 години на универзитетот, буквално заедно. Јас сум пораснала покрај нив, нивните предавања, нивните искуства, имаме многу добри релации и приватно и со семејствата и на работа. Нивните одлуки да они преминат во политичка кариера беа поддржани нормално од наша страна. И секако да креваат телефон, меѓутоа морам да признам дека воопшто не ги ни замараме, затоа што сакале нехиле мора да контактираат со нас пошто повторно тој кадар е наш кадар. Да. Планираат да се вратат на универзитетот? Се вака. Они може да планираат да се вратат, а ние што планираме, тоа ќе видиме. Се шалам, секако вратите се отворени за сите што се етички коректни и за сите кои што помагаат ова општество да биде подобро, вратите се отворени, не само за нив двајца, за сите останати што се вклучени во политика. Да се вратиме на образованието. Глед сега актуелна беше оваа темата околу сите овие случувања во Србија, каде што сите покажаа со прст на образовниот систем меѓу другото, но во фокусот е тој. И кај нас има многу девијантни појави кои исто така лесно се линкуваат со проблемите во образованието. Какво е твоето согледување? Како растат нашите деца во основното, во средно училиште? Што ги учат? Тоа е моја најомилена тема. Јас со сите се расправам во последно време дека без разлика на тоа што сакаме ние да ги научиме децата, дали е тоа теорија или некој одредена тема, јас им велам дека прво што треба да ги научиме децата е да збориме со нив за љубов. Децата наши во ова општество и во регионот за жал не се сакаат себе си поради тоа што не поминуваат доволно време сакајки некого и не ја добиваат таа љубов. А можеби фактот дека родителите работат од 7:30 се излага од дома, па се враќаме дома 4:30, децата се нонстоп на телефони, на iPad и слично, не се поминува доволно време со тие деца. Тој гап на посветеност, тој гап на вредности е огромен. А јас на сите им велам дека ја на мој 40 години татко ми кога влага во соба, јас станувам на нозе, затоа што ми е татко и тоа така сум ја воспитана. Не велам дека сите деца, нормално, меѓутоа грото, тоа што ваа категорија да наречам што ја зборуваме, им треба внимание. Пред некој ден гледав еден многу добар документарец и вика Attention is the new currency. И болно е колку е вистина. Тоа внимание што треба да им се даде на тие деца е најбитното нешто, а воопшто никој не посветува внимание на тоа. Со други зборови, оставени се на воспитување на интернет. Да, не само интернетот, туку они очекуваат дека кога ќе дојдат во образовна институција, дека тоа е наша примарна работа да ги воспитаме.
Сега, кога ќе дојдат кај нас во гимназија, кандидати за упис, кога на 15 години, на 13, 14, 15 години тоа дете не е воспитано, нема основни вредности, нема култура, они очекуваат дека тоа е наша работа. Они очекуваат или родителите. Родителите. Тоа сакам да направам таа разлика. Бидејќи на факултет сепак контактот со родителите е многу поограничен, ова се веќе полнолетни и така натаму и сето тоа. Во гимназија ти мораш да имаш и со секој дете со родителите контакт. Предпоставувам верувајте дека тоа во однос на тоа какви родители има, децата се прекрасни. Мислам, ова е многу искрено, меѓутоа болно е, да, меѓутоа мора нешто да се превземе и да се смени во тој однос. Морам да споделам, имав еден разговор со професор на керка ми, да не спомнувам понатаму, да не би сакал да се препознае. Ми се јавува и ми вика, разговараме за керка ми така натаму, и ми вика, вие сте еден од малкуте што не се јави да интервенира. И ми викам, добро, тоа толку е многу. Да, ми вика, до ситуации, вика, и баш вечерва сум, вика, страшно изнервиран, затоа што имам ситуација во која родител му се заканува на професорот, ако ја оставил на керка му 4 и не ја ставил 5, дека не знам што ќе се случило, и овој вика, мужики, ја направив, вика, 5, ама сега нема шанси, вика, да ја пишам 5 и ќе ти оставам 4. И стварно ме шокираше тоа. Јас, таа 5 е за родителот, не е за детето. Па тоа не разбирам, мислам ти да дојдеш до ситуација. Имате такви ситуации, да се закануваш. Не, за жал, за среќа. За среќа, да, добро. Не, мислам, сите знаат дека Американската гимназија е наша гимназија и се не ни морам да зборам за квалитетот на Америка, ни нашите услови за фаќање врски, да го наречам, и купување дипломи, тоа не доаѓа пред и никогаш нема да биде се додека сум ја жива. Во гимназијата не ни се спомнува такво нешто, затоа што многу убаво им објаснувам од сам старт. Им кажам дека не може едно дете по 13 предмети да има 5. Невозможно. Да. Само се надоврзав на ова што ти го кажа пред малку. Моабетите се и децава какви се, никакви овие нови генерации, ние какви бевме. А уствари, да, проблемот е што родителите се тие кои се проблем. Кои се никакви. Да, кои се никакви. И при тоа не одбиваат да се видат. Видете, јас ги разбирам и родителите. Има страшна динамика на работа. Притисоците се огромни, предизвиците се огромни, да. Све е поскапено, сите работат по 2 работи, тензијата се чувствува, меѓутоа пак ќе кажам, ништо не е по приоритет од тие 2 часа поминати со разговор со детето. Друго што ме интересира многу, го спомна Бирото за образование на почетокот. Ја просто не можам да се начитам кој се обидам да ја помогнем на кирките при учење и така. Така се напишани тие учебници. Мислам, тоа е на еден јазик, на еден начин кој просто те одвраќа од учење. Да. И кој ќе ми речат кирките, тато не знаеш што да им кажеш. Сочувствуваш со нив, ама не можеш да им кажеш сега, добро, глупо е ова. Некако мора да го научат, сепак. Кои се тие луѓе во бирото за образование, бидејќи се зборуваме за нешто што е хронично, ние не зборуваме за некаков акутен проблем. Не се луѓе, не се 5 поединци, систем. Буквално, тоа е нешто што не е пипнато. Што се случува? Што прават ако што прават, што е нивната работа дневна, како го поминуваат работното време. Некои рецензирали, се обрнували на лига, консултирали педагози, психолози, педагози. Како функционира? Не. За жал не. И пак ќе кажам, не е дека не е поправливо. Тамо за 2 години може да се направи толку убава структура на се ова што го збориме, на секој учебник издаден. Сакаш да кажеш има кадар, но нема кој да ги... Има кадар за да ги рецензира, да ги среди, меѓутоа главен проблем е дека тие истите што треба тоа да го направат, не треба да бидат политички определени луѓе. Затоа што они ги гледаат нив како гласачи. Значи, внатре работат сепак луѓе кои се партиски ставени. Многу едноставно. Он како и да ќе работи, во тоа министерство ќе биде вработен, така ќе земе плата. И зашто сега да работи кога си ја зима платата? Можеби и не работи, си ја зима платата. Тоа вика на времето радио, не радио, свирати радио. Пинера, бидејќи знам дека и универзитетот, средното училиште и помалку
имам информации како го работите. Постојано сте во обновување на програмите, промовирате нови содржини, така сето тоа мора да помине низ одобрение, еве и низ ова биро што го говориме, низ Министерството и така натаму. А функционира ли таа линија на соработка? Отворена ли се за нови идеи? Бидејќи денешното образование, ако не го иновираш на секоја година-две, ти стоиш во место и практично правиш огромна дезуслуга на општеството. Две различни работи се. Една е ние да работиме на програми и нови елаборати, како што си ги поднесовме новите програми за оваа учебна година. Нашиот кадар нормално секогаш спремни во чекор со све од најново во американските универзитети и во Европа, воведување на предмети и литература и менување на опис на предмети. Тоа ни е работа што нормално е да ја работиме и да сме спремни тука за иновативност, меѓутоа моментот на поднесување на елаборати и луѓето кои ги разгледуваат тие елаборати и кои што одлучуваат да пишат забелешки, тука више Што? 3 точки. Не, кажи. Не се соодветни за они да знаат дали нашата програма во соработка со универзитет во Милано или во Рим е добра програма. Затоа што за жал они немаат искуство со светски програми, да ги наречем. Добре, Венера. Чита он предмет има иновативност. Што знае он за иновативност и да процени дека тој предмет е во ред. Би прифатила ли функција министер за образование? Им реков, ќе прифатам со мандат од 8 години и со мораториум за вработување, со дозвола да се избркаат 600 и да нема нови вработувања. И така, и ме одбија. Како би го решила Министерството, бирото за ова? Значи разбрав како би го решила. Ама ме одбија. Па нормално. Си побара, ама ме одбија. Односно, да. Ми рекоа, Венера, тоа е големо гласачко тело. Реков, добро. Видера, се уште сме во истиот круг на темите. Знам дека на последната ректорска управа разговаравте, не знам што сте заклучили, бидејќи јас сум само предавач, таму не сум член на вашите управни и универзитетски тела. Што одлучивте за идејата дека сакате да водедете аналогна недела на универзитетот, а не знам дали тоа важи за следното. Со други збори, да нема мобилни телефони и да нема овој тип на дигитална поддршка барем една недела. За да се навратиме можеби на ова што говори, за да човечкиот контакт, тој директен социјален контакт кој сите го заборавивме, особено после пандемијата, на некој начин се возобнови. Има шанси за тоа? Има шанси, нормално, разговаравме, имаше и други интересни сугестии. Секако не е тоа прифатено 100% едногласно од сите, меѓутоа не е нешто што може да го заклучиме за 2 часа или за 40 минути ректорска. Се пишуваат предлози, ќе се разгледаат, па здравје Боже, до почеток на наредната година ќе видиме, но дефинитивно стоиме на тоа дека нешто треба да се превземе. А инаку во средното училиште, како и да е, децата не користат на час мобилни телефони, забранети им се. А за таа аналогна недела разговаравме и јас секогаш велам зошто све треба да е во вид на казна. Ако не дојдеш на предавање, се имаме, вака да го замислиме, ќе пробам да бидам кратка, 19 годишен студент кој што платил за да, изучува одредена програма и ти му викаш на здраво тело, здрав ум кој што решил да потроши време и пари и ти му викаш ако не дојдеш на испит, ако не дојдеш на предавање нема да полагаш. Од каде ни на нас право на некого да му кажеме што он треба да прави со своето време и со своите средства? Ја им викам, зошто така? Ние ја нудиме услугата, така? И ти ако не ја искористиш услугата, е твое право. Јас ако сакам моите студенти да доаѓаат на предавање, јас им велам никој не треба да биде тука. Јас сум си тука, мене ми е ова задоволство. Вие ако сакате да ме слушате, слушајте ме. Јас да ве оценувам вас или да ви одземам поени со тоа што нема да дојдете на час, ја тоа нема да го направам. Ако вие мислите дека вие заслужувате диплома без знаење, нема теоретски шанси, затоа што на крај испитот се состои од прашања од кои се разговараат на предавање. Зошто ние треба да водиме евиденција во 21 век, каде што светот оди многу напред, на тоа кој на нас не е на час и да има за тоа бодови, наместо да направиме ние самите да ни е часот интересен, па нон-стоп да ни доаѓаат на предавање. Да, па морам да кажем дека тоа не е некоја иновативност. Ние на времето кога ние завршувавме универзитети,
тоа се пред повеќе децении и така натаму. Имаше професори каде што амфитеатрите на правен факултет, кои што се по 200, 300, 400 луѓе беа распродадени. Ајде сега да не ги кажувам, ај можам кај професор Што не е случај кај денес. професор Ферид Мухиц се чекаше пред Но не е влезот на амфитеатарот. не е случајот денес. Што веројатно не е случајот денес, зашто ние затоа и разговараме. Затоа велам, треба се смени мајндсетот на општеството. Треба да им се каже дека не е битно дали ние имаме право или дали ти ќе доаѓаш на час или ако не положиш колоквиум нема да идеш на испит и слично. Туку треба да ги научиме дека треба да го сакаат универзитетот, да сакаат да научат. Дека им е битна и дипломата, и знаењето, и контактите, и нетворкингот што ќе го направат. Ама тоа ако Тоа е имаат многу професори победно. кои ќе го направат тоа Така. интересно, проблем која со- го спомна ти ја на компаративна книжевност Владо Урошевиќ, Мишко Ѓуркинов. Сакам да кажам, еден спомнав, би можел да спомнам Бобо уште Мицковиќ. десетина. А и можам Да. и десетина лоши да Сега спомнам. тоа не постои тако нешто. Па, искрено, ние имаме доста квалитетен кадар на универзитетот. Да. Тоа што го спомнавме преска господин Радевски, Да. така да на секој факултет има Професор одреден- Радевски, инаку декан на вашиот на за факултет за компјутерски компјутерска техника, да. техника, да, еден од Значи, таквите веројатно Кој би ликови. требало да ни биде гостит на референтните. тема вештачки интелигенција. Да. со цело задоволство, да, еден од најреферентните. Ама и тоа е наша генерација, Боко. Абе што да правиме? Тоа е. Тоа веќе не се раѓа, ами добро сега. тоа Па е. добре, ве гледате, има и вакви генерации од Има и мојата. Венера, што се плановите за иднина, мислам, бидејќи факултетот. Знам дека сега на пример договоривте соработка со бидејќи со Тор Вергата, тој е еден од најугодните италијански универзитети, имате долгогодишна соработка. Сега отидовте чекор напред, мислам дека и Универзитет, со да. Да, универзитетот од Милано за програмата политички науки. Така да тоа не е нова програма. Не спеам многу да зборам затоа што уште не е официјално подпишано, но ќе биде на 4 јули. Така да тоа не е. Плановите на универзитетот се тие. Соработка што повеќе универзитети во странство. акредитирани сте во Америка, Акредитирани бидејќи во тоа е- Америка од веќе повеќе од 10 години. А средното училиште веќе има американска акредитација, веќе има IB. Така да само си ставаме значки. Од кои учебници учат децата во средно? Све се странски учебници. Да. И по Се избор се на странски. професорите се во принцип. Например, и- историја. Па има книгата се вика World History, меѓутоа дозволено му е на наставникот да предава одредени теми. А лектирите, да се вратам на болната тема што се препишани од Биро за развој, например како ние сме биле под турцизмот на 500 години па треба да ги хейтаме турците, нели? Турско робство. Тоа не дозволам да се чита. Читаме Хери Потер, читаат Lord of the Rings, гледаат Sex Education. Па ти, значи, Тоа е вашата школа, ако малку вака се обзнани ова како учите историја, би било нападнато од ова патриотскава Да. јака Да. фела, дека вие, уствари, децата ги обезмакедончувате. Да. Онака гордо и без грам вина ќе ти кажам да. Затоа што повторно тоа го кажав на самиот старт. Во самиот старт да зборуваме за вредност и да зборуваме за тоа дека треба да се вреѓаат денешните деца врз база на национализам, религија, вера, изглед, пол и слично е недозволиво. Како ја гледаш ти таа поларизација? Белена, таа по мене е ужасна, неподнослива. Еве, тој судир на, како ја кажам, на од една страна е да добар процент на население во Македонија кој е open-minded, либерално и така натаму. Смеам Од друга страна, некоректно, некоректно да додадам и дека овој- Венера е меѓу другото албанка по етничка припадност. Мислам, да, тоа е да, еден, како да кажем, еден свинг во целата работа, може да уште поспецифичен за Македонија. и од друга страна ова конзервативна една структура која апсолутно не можеме да се разбереме, не можеме да се воспоставиме комуникација. Буран мене многу па искрено да кажам не знам многу на темава, зошто? Затоа што пак ќе се навратам на почетокот. Јас сум родена во семејство од татко муслиман, мајка католик. Кај нас на Бајрам седеле 15 католици, кај нас на Божик седеле 30 муслимани. Мајка ми носела крст како католик во муслиманско семејство. Јас сум израсната, кога зборувам албански ми викаат еј си научила албански, викам не албанка сум. Како си албанка? Па викам роговите ми се дома. Се чудат како ја зборувам македонски без проблем. Кај нас никогаш немало за време на војната, например, кога се подпишуваше договорот на Рамбује, Ибрахим Ругова спиел кај нас дома и
кратко после тоа имавме 38 избеглици, што татко ми ги собираше од косовската граница, меѓу кои Срби и косовари, албанци. Ја никогаш не слушнав дома навредливи зборови. За мене од пцовка или навреда, нели, кој што ги користат, буквално не допира тоа до мене, затоа што не гледам разлика. Можеби тоа е причината што одлучив да се омажам со македонец, што моите деца зборат све можно од јазици. Можеби снаата ми е едната русинка, другата од Доминикана, имаме афроамериканец во семејство и се збори и се негува секоја култура и секој јазик. Така да мене да ме прашаш во однос на тоа, јас стварно не знам што да кажам, затоа што мене не ми е тоа, не допира тоа до мене. Не можам да го сватам ја тоа како навреда. Се соочили сопругот твој со ситуација кај што ќе му речат и таа жена ти воопште не личи на албанка? Сигурно се соочил, му било страв да ми каже. Јас знам за една анегдота кога една Јас со Амернис видена македонска дама, Амернис, она воопшто не личи на албанка. Викам, мене ми кажуваш мака, викам. видена една Али за жал, македонска многу е дама. вистина и многу е тоа присутно. Како не? Ти вели, Значи, многу си кога паметна станува, како јас за сум- албанка. Да, јас сум изложен на тоа. Тоа е просто. јас Знам со мојата драга колешка Дита Старова, која што е најдобриот директор на националните галерии у последниве, од кога постои, мислам, дека државата. Се согласувам. Девојчето згази, ги донесе сите можни амбасадори, председатели и слично да ги видат Даут Пашинамам и Сулијан и све останато, работи премногу, толку многу за таа култура. И ја и Дита албанки нормално имавме коментарот една господја што мисли дека е многу паметна и ни рече: "Леле, колку сте фини, колку сте културни, колку сте вредни." Мислам, онака за албанки едноставно супер сте. И то како комплимент. Не, тоа е лудо, не, да. Страшна работа е тоа. Венера, како беше искуството да поминеш прилично време со папата, кога папата беше во Скопје? Тоа е еден од Знам моите дека- најомилени настани и никогаш тоа нема да го заборавам. Тој тоа Голема доживување, чест, да кажам, преголема ти чест. направија, се разбира. Да. ме Имавте, поканија. има некоја анегдота, има нешто, бидејќи Па има премногу анегдоти, да почнам од град Скопје што ни даде 10.000 евра за настан. Другото све требаше да се обезбеди од верници и од одредени институции, затоа што таа посета беше сериозна посета. Прв пат ни се случува да ни присуствува папа у нашата држава, плюс е Френсис, еден од самиот авангарден, да, скроз. да речеме најлибералните, ама и тоа би била друга една расправа, што тоа значи во доволно католички либерален, контекст, да. Па види, ја добро да не прекинувам, нека докаже, да. Инаку преубав настан, ја имав честа и да кажам молитва да читам на албански јазик на бина, преубава, таа енергија е незаборавна и за мене еден од најубавите моменти искрено во животот. Прекрасно чувство, емоции многу и многу голема чест од нивна страна. Се покажавме како добри домаќини, беа во нашата катедрала католичка, Пресвето срце Исусово, беа во спомен куќата на мајка Тереза и други. Имаше можност да поразговараш со него? Па јас ради тоа што бев во организациониот одбор, па дури најголемата чест кога ќе се сретне папата е да ти дозвола да ја бациш неговата рака. Тоа се рачуна како некој благослов, да кажам, и да он каже молитва, колку е добре. Смеам да прашам и смееш да кажеш што се разговараше? Како мислите? Со папата. Ја не бев на разговорите тоа со бискупот Кира, например. Претпоставам дека се разговарало за тоа дека треба се прошири католичката вера некако во општеството, пошто тоа им е работа на нив, на Ватикан. Да. Така да, и за можеби некои подобрувања, да кажам, за одредени работи во Македонија, ради тоа што не е немаме некоја голема публика на католици, да ги наречам. Инаку папата во Шпанија, јас имам цел документарен филм за толерантноста на шпанското општество кон ЛГБТ популацијата. Има променето целата скоро хиерархија во Шпанија и конзервативните овие свештеници ги има променето со овие кои се многу полиберални и толерантни во однос на ЛГБТ популацијата во обид да ја придобијат, односно да ја интегрираат во црквата. Се мора да се минува, па и католичката црква, да не појде. Ова е многу осетлива тема, посебно кога се станува збор за учениците од средно училиште. Имам родители кои што прашуваат дали воопшто имаме такви деца запишани и на сите им велам дека тоа е избор кој што нема да се согласиме дека е во ред, меѓутоа мора да го почитуваме. Како и све во животот. Така да некои работи не се свиѓаат, не ни се свиѓаат, меѓутоа ја лично како Венера не можам сама да ги сменам, треба поддршка од општеството.
Треба поддршка од родителите, треба взаемно да се работи на одредена тема. Имам родители кои се ултра супер либерални на таа тема и немаме никаков проблем. Меѓутоа пак ќе кажам, го почитувам, но не значи дека се согласувам. Па ние сме веќе во некоја 35 минута би требало да сме во подкастов и Боријан, ако немаш уште некое скриено специјално прашање за Венера со контекст кој што би бил многу деликатен. Не, добро, ме интересира како размислуваш за актуелнава дебата околу уставните измени. Може пак да се повторам. Ги почитувам, ама не се согласувам. Не, се шалам. Искрено, ја и политика сме малце скарани од одредени причини. Па ги гледаме критериумите за министер да се стане со Не, такви не, критериуми, човек мора да е скаран со политика. Меѓутоа, пак ќе кажам, за да одиме напред, мора да се прифатат некои промени. Може би се болни за одредени генерации, но стварно не би сакала моите деца да се замараат у животот со одредени теми. Кој што се замарам јас. За мене е јасно сега. А имаме добра публика, разбира. Се надевам да. Венера Кргиу, професор доктор Венера Кргиу, благодарам за ова гостување во Политика.мк. Ветивме дека ќе разговараме опуштено и баш фала за значени теми што можеме да разговараме. Фала многу за поканата. Благодарам си од мене, Венера. Фала многу, дечки. Добра ноќ.